Здраво на сите, добродошли во уште едно издание на Тин феномен. Овој пат малку поразлично. Нема да зборуваме за тоа што тинеџерите прават, него за тоа што на оваа возраст најмногу се восхитуваат. А тоа се автомобилите. Некој сака Ферари, Некој сака Ламборџини, некој сака Мерцедес, некој сака БМВ. но сите сакаме ретро автомобили. Денес низ Прилеп ќе поминат повеќе од 20 ретро автомобили кои се на многу чудна трка низ Македонија. Затоа сме ние тука да дознаеме каква е таа трка и да дознаеме што точно тие прават. И најважно од се е дека ретро автомобилите... Нема најважно, станове ене ги идат. Ајде. Ова кола сигурно има над 300 коњи. Џабе, сите се за пензија. Марко Божиновски, здраво. Здраво на сите. Прво како си? Како патувавте Одлично, долу? малце напорно, временските услови се такви какви што се, 42 степена, така да се снаоѓаме. Тоа сега ќе се снајдиме. Кажи ми малце за подетално за овој настан и за ова дешавка. Вака сега, ова е второ, сам видно рекува ВМ Classic Rally. Ова е второ рели нашиот клуб што го организира во рамки на Националната федерација за историски возила. Ова рели се бодува како шампионат во возење со историски рели со историски возила. Оваа рута денеска се претега по централна Македонија, од кои се посетуваат градско, тргнуваме од Скопје, го посетивме градско, сега сме во Прилеп и релито ќе заврши во Ресен. Секоја етапа од релито се мери, ама не се мери за тоа кој е најбрз, него за тоа кој ќе го постигне предвиденото време од организаторот. Да речеме, ако по нормално возење се стига за 45 минути, тука треба да стигнете за 1 час, бидејќи се работи за постари возила и се мери некоја просечна брзина од да речеме не поголема од 80 на автопатите и така натака. Вкупната брзина не надминува просечна 50 км на час. Така, јасно. И како е тоа трка во нормален сообраќај, ако може да ми Не, ова не е трка, ова е рели. Така се вика рели. Значи нема никаква поврзаност со тркање, нема никаква поврзаност со потикнување на брзо возење. Чисто ние промовираме безбедност во патниот сообраќај. Така. И ако можеш да ми појасниш од која година се станува возилото олдтаймер? Према нашите стандардите на Република Македонија се олдтаймер се станува после 35 години. Према светските стандарди е после 30 години и така натака. Така, јасно. И за да биде олдтаймер возилото не треба да се менува ништо на возилото или сменува корекција? Во зависност од типот има повеќе класи, ама во глобала треба да биде автентично. Автентично, значи како што си. Фабрички. Така, фала ти многу. Нема проблем, повелете и дека. Со нас тука е Најдовски Златко и тој ќе ни каже нешто за возилото што е зад нас. Повелете. Ова возило е еден од историските возила кои што обстанал во оваа држава кај нас. Така да неговата историја, серијата е од 42 до 52. Значи таа е серија на овој модел Мерцедес. Тоа се води 170 SV. Значи тој модел, таа класа тие години под тоа име бил. Иначе историски ова возило е реставрирано некако 11 години
Ја вожне више 20 години. Значи, а неговата техничка можност и безбедност е на највисок степен. И ова возило се такмичи во 12 држави. Има над 100 и кусур пекари освоено. А еден од 5-6 години ја прилепов дека ги зема двата пекара ко најстаро и најдобро реставрирано возило. Дали сте вие првиот собственик или има некои собственици други? А историјата на ова возило бидејќи е произведено 42-3 година, он првпат у Македонија влага 53-та во Генералштабот. Така е внесено од нашата држава и после тоа годините како проаѓале, возилото било предадено у приватна собственост. Али јас кога го зема беше уништено скоро 80%. Колку од деловите на возилото се автентични? Автентични се недека скоро 90%. Ало? 90%. Некои делови кои што не се замерливи, а не може да се најдат, се со замена на други типови возила. Али 90% е неговата идентичност оригинална. Мора да ви благодариме. Фала и на вас тоа. Михела ќе ви биде на позадина сега. Е, конечно нешто убаво на позадина да кажеш. Со нас е Зоран Илиевски. Зоран, добро дојде, како сте? Добро ве најдов, добро е. Приемот, убаво. Како патувавте до овде? Патот беше супер, малце температурата, али при ова време нормално е дека ќе биде така топло. Кажете ни, кое возило го возите вие? Возам Застава 750, ова е последниот модел од производство. На Застава, да, 1985 година. Реставрирано е, вратено е во потполно фабричка состојба. Значи не е ништо преадаптирано и све е оригинал и све е вратено во фабричка. А колку време траеше реставрацијата на... Реставрацијата скоро една година. Една година. Ама кевски онака... Значи да, тоа е на полека, на Мераклиски. Мераклиски, така. Така речено Мераклиски. Во која класа спаѓа, пошто нели има повеќе класи на олдтаймери? Ова спаѓа во ниска до 1000 сантиметри кубни, значи на 35 години. И таа е таа класа што е добро. Пошто на сите ни е добро познато дека овие модели на Застава, односно Фичо, има проблем со загревање. Дали вие го имате тој проблем? Не. Не. Кога Фичото е севоред, нема проблем. Еве и на оваа температура од 40 степени, нагоре ве успоната плетва до однос идеше со најнормална работна температура. Така. Да. Сами патувавте или Сам. Сам. Така. Фала ви. Молим. Со нас е Велимир Смилевски и тука на колава гледаме 404. Дали може повеќе да ми објасните што значи тоа? Да, ова е Peugeot 404, бензин варијанта 1.6, 1973. Меѓу последните модели изгради во Европа кои што се направени. Инаку јас сум трет собственик, првиот собственик го има најмногу возено, вториот го има почнато реставрацијата и ние ја завршивме. Реставрацијата на ова Peugeot е негде околу 6 години, бидејќи во изминатиот период тешко се наоѓале делови, ние од кога преземавме го достредивме и веќе година и пол идеме по ревијални збиднувања во Македонија и во Србија. Ви благодарам. Се надевам дека ќе се видиме повторно во клуб и со други возила, бидејќи нашиот клуб има и повеќе возила, така да секогаш ќе бидеме гости ваши. Фала.
вративме и последниот автомобил. Да, кој ти беше најубоците овие овде? Па, онај понаквен со големи светла што беше постар Мерцедес. Яков некој така што беше? Да, тебе кој ти беше? Мене искрено исти ми беше омилен, ама и оној бе онде што беше паркиран еден со црвено нешто така. Опело. Да, тој. Но сепак го поминавме денот како што треба. Да, интересно. Интересно. Па време е да појдеме на сладолет и да се разладиме. И јас така мислам. Ајде. Ајде.